Почитувана публико, добре дојдовте во најпопуларните кржвести, што некој ги мести. И јас сум вашиот водител Такислав Китрановиќ и ќе ве водам во светот на порнографијата, политиката, еротиката, економијата, филозофијата, медицината, парапсихологијата, метеорологијата, кинематографијата и мафијата неизбежно. А сега кржвест на денот. Познатата прима балерина Мира Начос во телевизиската емисија На вистина сме ненормални, на вистина, која се емитува на познатата телевизија на каналот Серала, на популарниот македонски политичар со бугарски паспорт Перица Бунтурче му рече дека е глуп како точак. Да. При тоа, оваа наша позната прима балерина од СДСМ го напушти студиото, оставајќи ја подзината водителката со мува во устата. А Перица повиче го заболе патка што некој нешто му кажа во лице. Извини, стисни таму стоп. Во живо идеме. Нека идеме. Мора да се напија мапче. Ме разболевте, не бива вака. Ме разболевте. Да продолжиме. Но, тука не е крајот на оваа вест, бидејќи до нас стигнаа реакции на многу гледачи и гледачки дека всушност оваа навреда бил навреден точакот. Се обидовме да побараме коментар од познатиот точкар Рамуш од Битпазар, но тој ни одговори дека моментално е зафатен со легализација на крадените точаци во Скопје и околината и нема време за таму некои криминалци. Разберливо. Но тогаш еден наш познат политиколог кој сакаше да остане автоимун ни објасни дека Перица Бунтурче кобајаги политичар кој е се, само не глуп како точак. Имено, ни беше објаснато дека глуп не може да се каже за некој кој на своето изборно место немал ни 2 гласа. Значи ни жена му не гласава за него. А има нов джип од 40.000 евра. Истиот тој глуп како точак е без работа 3 години, а живее како бубрек у лој. Потоа на истиот тој глуп како точак бугарските служби му извадија дека има бугарски пасош. А тој уште е претен на телевизија, коалиционен партнер е на власта, а буквално нема партија. И сега оди по емисии и одработува за само него позната агенда. Односно, агенда позната и за понекоја служба. Така да не му се секирете, pero ќе си го намести газот како и секогаш. А прима балерината ќе мора да оди во емисија кај Боријан Јовановски и Сашо Ордановски, или тоа беше Инфомакс. Се осеќам глуп како точак. Ништо не ми е јасно. Кржвест број 2. Елон Маск ја поздрави публиката на свечената инаугурација на Трамп со нацистички поздрав. Сите видовме како ја испречи десната рака и тоа не еднаш, туку неколку пати. Откако сите светски телевизии реагираа на разгорувањето на нацизмот од страна на Маск, а посебна осуда доби од германската, хрватската, албанската, јапонската и бугарската јавност, тој сепак излезе на прес за да ја објасни својата ситуација. Тоа воопшто не беше нацистички поздрав. Како што знаете, јас веќе подолг период во својата компанија SpaceX правам ракета за на Марс. Но, како што не знаете, јас сум голем љубител на Ноле Новак Ѓоковиќ, потоа на Никола Јокиќ, на сармите шливката на печено прасе, хрането со веганска храна, она со големите цицки, Цеца ли беше? Потоа Сречко Шојќ е мој идол уште кога бев дете. Но, највеќе ги сакам групата Џогани Фантастико и нивната песна Идемо на Марс. И дента толку бев среќен, што покажав кон Марс и го испеав рефренот Идемо на Марс. На вистина, не знам зошто толку се возбудивте за една песна кога наскоро под водство на мојот другар Трампи и неговата прекрасна Меланија сите ќе одиме у мајчина. Мислам на Марс. Знаете како вика народот, после големо славје следува големо срање. Кржвест број 3. Традиционално на ваква вест се вика под курми се скри. Еве баш ти, кој го пише ова? Срамота, срам да ти еве. Срамота. Порано, кај се смеело на вести да кажеш ваков бисер на скопскиот селјачизам. Одма ќе те уапселе и право во Идрис Бања на од 3 до 5 години. А сега ќе украдеш милиони, ќе се товариш ко грчки танкер и после ќе продаваш басми по портали дотерани подобри, поубаво од Џорџ Клуни и Бред Пит заедно.
Да, погодивте. Третата вест се однесува на феноменалниот, единствениот, неверојатниот, легендарниот, скапоцениот, убавиот, најубавиот Боки 13 Средејки. На Боки му паднала косата. Ја имам коса. Имам вишок. Да му паднал конечно срам, тоа ќе беше вест. Вака личи на уште една превара, веројатно чека некој ново судење, па да извади газ. Инаку Боки 13 е човекот кој сите ги дупил мал мозок со своите шеми игри веќе 7-8 години. 8 години. Те е болен, те не е болен, те му паднала косата, те му пораснала, те нема желудник, те има, те нешто друго му паднало, те му станало, не можеш крај да му фатиш. И се би било окей доколку не се гледа од авион дека е пун ко брод. А цела држава и народ не прави мајмуни. Така да, ова е последна вест за Боки 13 во нашите кажвести. Што некој ги мести. Што ќе му падне, што ќе му стане. Кого ќе намести, кого ќе заебе, а кого ќе изработи и дали конечно по заминувањето на Венкота ќе стане лидер на СДСМ, како што му личи, но и личи на таа партија, тоа ние нема да го коментираме. Ќе го ставиме за сериозните богати портали кои се финансираат од оние кои го финансираат и Боки. Кругот понекогаш и не е круг, нели? Јеби га, крст вест број 4. Професорот Димче Могилче од партијата Лева рука десен джеп си купил нов джип од 40.000 евра. Веројатно со левицата успеал доволно да наштепа во десниот джеп. Па после, на куп да ги стовари паричките во салон и конечно да ја замени непослушната Алфа со грациозен джип. На вистина сите треба да се угледаме на овој професорски кадар, кој од уста двоеше уште како студент и не купуваше карта од Скопје за Велес, туку одеше пешки. За да денеска заштеди за вакво прекрасно возило. Значи, треба да се оди пешки, студенти, одете пешки за да заштедите за джип. Ама само од Скопје до Велес. Скопје Гевгелија не бива. Тоа се вика револуционер. Тоа се вика скромен комунист, тоа се вика црвено срце за Македонија. Ваки политичари ни требаат. Скромни, смирени, што не пијат, што не пцујат, поготово што не пцујат. Никогаш ничија мајка или сестра не ја стават во уста или на друго место. Да ти ева мајката да ти. Да ја ставам сите тука. Снимаш уште? На нив треба да им ја дадеме довербата, ма какво давање, ние треба да им ја снимаме довербата на CD за да може да се ја слушаат во новиот джип додека одат на Халкидики, а сега бога ми и подалеку. Навистина е лошо што левица од своето име ја извади својата албанска транскрипција мајта, која во буквален превод би била си играме мајтап со македонскиот народ. Си го дупиме, си го мафтаме, исто како нашиот голем учител и помагач Зоки Олмајти Заев и неговото СДС, кој сесредно успеа од нас да направи партија. Порано народот велеше не им давај нив. Нели гледаш ќе усераат? Се леваци. Башка станали на лева нога. Но ние во Крш вести сме луѓе домаќини. Ми фали само една вратоварска. Луѓе на место, ќе да право. Да. И мана ни е само што не гласаме за левучари, леваци и ладни револуционери. Но сепак, професорот Димче Могилче му посакуваме покрај джипот да си купи уште некое станче. Затоа што каде е јебал, неки е са музиком са джипом. Тоа беше се во денешните кржвести. Се нервирате. Следните кржвести ќе бидат положни.